А што ќе вилам интервјуса на дите, за да ме мое на студио депутати ВМРО ДПМНЕС Бојан Стојановски. Добро дојдовте во Алцат. Благодарам за поканата. Сакам да почнеме со тоа што беше денеска во очите на експертската јавност, а тоа е предлог законот или кривичниот законник, за кој правниците имат доста критики. Велат дека не е доволно објаснет и велат дека не ги исполнува очекувањата на граѓаните за да се издаде правда за тоа. Дали сметате дека се уште од кога сега е донесен во собранието треба да се надополни и треба да се отвора јавната дебата? Секако, затоа го поднесовме во редовна постапка, го кажавме дека ќе има јавна расправа. Јас ги повикувам сите професори, обвинители, дел од Уставниот суд, односно судиите кои што имаат некакви забелешки, нека не контактираат. Јас како прво подпишан заедно со моите колеги кои што го поднесовме овој закон, сме расположени за да ги слушнеме нивните идеи како или што треба да се вметне во тој закон, но тука сакам да бидам многу прецизен. Денеска ги следев дебатите кои што ги имаше на панел дискусијата и треба да се нагласи дека овој закон кој што е поднесен од нас е преумно решение, бидејќи во февруар месец Уставниот суд побара од собранието да се донесе нов кривичен законник, бидејќи ако не се случеше тоа, ќе се направеше еден феномен на правна празнина, кој што потоа сите оние кои што во овој момент одговараат или се пред судовите со вакви квалификативи, ќе можеа да бидат амнестирани од одговорност. Значи во овој момент има два процеси во нашата држава. Еден процес на овој закон кој што е преумно решение до наредната година и уште еден кривичен законник кој што ќе биде изгласан наредната година, кој што е во согласност со европската регулатива. Тоа што треба да го знаат и граѓаните и овие експерти, ќе го сумирам во една реченица. Се враќаат сите правни квалификативи кои што можат да бидат инкриминирани дури и повеќе од пред 2023 година и се заоструваат затворските казни. Тоа што граѓаните сакаат да го слушнат од собранието и од владата, дали ќе се вратат одредбите за злоупотреба на службена положба, да се зголемат казните и од друга страна да не се овозможува застарување на предметите како што се случува сега или години назад. Апсолутно, да. Значи, повторно ќе кажем, само што ги поднесовме измените, ние кажавме дека го прошируваме основот на инкриминација, дури би повеќе од 2023 година. Значи, ако зборуваме, ако референтно ги споредуваме законот кој што важел пред 2023 година и овој наш поднесен предлог повеќе ги проширува основите за инкриминација од тој пред 2023 година и освен во еден основ, во сите други основи ја заострува затворската казна. Така да ја себе како што ги повикувам да дадат идеи, нека не повикаат и нас како пратеници кои што сме го поднели овој, да се објасниме тамо, бидејќи многу видов во јавноста информации кои што се невистините. Уште еднаш ќе повторам, не само што го зголемува платформата за инкриминација и за гонење по членот 353, односно злоупотреба на службената должност и овластување, и ги заострува затворските казни за доколку некој тоа го стори. Имаше во собрание прва седница на анкетната комисија за Кочани, но кога може да чекаме собранието да се активира малце повеќе и за другите случаи, пошто има анкетна комисија и за сите други случаи на назад. Гледаме за Кочани во која атмосфера помина целата дебата, родителите таму беа представници од владата, но јавноста е интересирана да знае кога ќе почне, например, за модуларната болница, кога ќе почне, например, за Беса Транс, кога ќе почне, например, за Дурмоторци, за сите други случаи. Тоа беа два паралелни процеси. Тоа кој што се случи во собранието каде што беа присутни родителите на Кочани беше седница на постојаната анкетна комисија, која што е сосема различно од анкетната комисија која што сега треба да ја спроведеме со изгласаната одлука. По процесите кои што ги имаме согласно деловникот, таа комисија треба да трае 45 работни дена, кои што потоа по завршување на тие 45 денови ќе имаме 30 дена за формирање на еден извештај кој што ќе биде испратен до јавното обвинителство и до владата, чии што наоди може да бидат основа за повлекување, односно за поведување на прекршочна, односно кривична постапка и ете на некаков начин доколку се воспостави или се востанови некој детал кој што може да го инкриминира некого и да биде основа за поведување на одговорност. Така да очекувам наредниве денови да седнат координаторите на пратеничките групи, да ја договориме динамиката и да почнеме час поскоро со таа комисија. Слушнаме пред да влеземе во студио прилог за загадувањето во Скопје и во целата територија. Гледаме дека институциите бавно реагираат и особено Совет за безбедност кој треба да заседава за екоцидот во државата нема план да се свика и да дебатира за ова тема, но дали собранието планира нешто да превземе во овој правец, макар и за ова да има анкетна комисија која ќе испитува сите околности
и да испорача конкретни препораки како треба да се справиме со загадувањето. Така, па ќе ве потсетам дека пред неколку месеци се одржаа вакви анкетни расправи за оваа тема. Ова е тема која што зимските месеци ги на некаков начин оптеретуваат и граѓаните на Македонија, особено оние кои што живеат во Скопје. И да бидеме реални, решение на овој проблем постои во две насоки. Тоа е краткорочни мерки кои што се спроведуваат секоја сезона и долгорочни за решавање на проблемот. Ние имавме локални избори, на тие локални избори понудивме наша програма како да го решиме, како да го надминеме аерозагадувањето. Кажавме дека чуда се невозможни и нашиот план ова да го решиме е преку изградба на когенеративни централи во градот Скопје, кои што на таков начин и преку заменување на можноста за загревање на некои фосилни горива или дрва ќе може да се загреваат граѓаните на поекономични, но и поеколошки извори на затоплување, и тоа е нашиот план кој што ние сакаме долгорочно да го реализираме. До тогаш вреди на граѓаните да се каже дека ќе продолжиме со субвенции на инвертер клими, со инсталирање на почистувачи во училиштата и во градинките. Стратегијата за прочистување на воздухот 2024-2030 исто така е во важност засилена инспекцијска контрола за да можеме да се справиме со овој настан кој што навистина сметам дека е недостоинствен за оние кои што живеат. Едно актуелно друго прашање е пратеникот од Левица Сачко Јанчев, дали вие како пратеник, не ме прашувам како став на парламентарна група или на партија или на влада, никако Стојановски, не ме прашувам, како пратеник ве прашувам, дали треба да го врати имунитетот и мандатот или треба собранието да превземе мерки, пошто веќе према него има мерки за предпазливост? Видов дека родителите на едно од повредените дечиња кои што учествува во собрајкајката бараат парламентот да му се симне имунитетот, бидејќи сметаат дека тоа ќе влие можеби заштитнички кон пратеникот во судската постапка за партија која што јава на оној бран на трагедијата од Кочани, кој што цело време укажува и бара одговорност од некого. Сметам дека ова е добар начин директно да покаже дека треба да одговорноста да се ја побарат и во сопствените редови, доколку родителите сметаат дека навистина имунитетот може да го заштити од поведување на кривична постапка или добивање на олеснителна казна за овој деликт, мислам дека треба и честно е да покаже лична одговорност и да го врати имунитетот. Во спротивно, доколку основното јавно обвинителство побара од собранието да му биде симнат, јас како член на таа комисија која што одлучува за симнување на имунитетот ќе гласам за. Само за да прашам за ваша фела, тоа е буџетот за наредната година, малце амбициозен. Дали верувате дека ќе успее да се спроведува? Мислам дека со оглед на тоа каква е ситуација сега и со незатварање на трезорот и со се. Да, па видете, тоа со затварањето на трезорот не постои како административен процес во нашата држава, тоа беше укажано и такво циркуларно писмо беше пратено до институциите за да можат по-дисциплинирано да ги завршат тие платни налози, да ги испратат до Министерството за финансии, за да тие кои што работат во секторот Трезор имаат можност и време да ги изработат и да ги исплатат кон тие кои што ги чекаат тие средства. Наредната година ќе биде предизвикувачка, заради тоа што навистина фискалниот простор во буџетот е навистина тесен, но од она кое што ние го конфигуриравме, многу се подпираме на приходната страна, а тоа е дека управата за јавни приходи, царинската управа ќе успеат да соберат многу повеќе пари него тоа што го направи оваа година, бидејќи собраа многу повеќе пари од претходните години. И она кое што сакам да го знаат граѓаните, дека наредната година повторно ќе има покачување на платите, повторно ќе има покачување на пензиите, ќе има капитални проекти кои што се изведуваат и ќе биде помогнат приватниот сектор. Така да ќе направиме се за да граѓаните не почувствуваат колку навистина треба да бидете умешен, за да можете еден ваков фискален простор да го доведете во ред. Така да сметам дека и наредната година ќе биде успешна на економски план со раст над 3%, зашто да е на 4%, и сите оние обврски што ги имаме како држава ќе ги пласираме и реализираме на еден соодветен начин. Ако ќе има пари за плати, за зголемување на плати наредната година, зашто нема договор за минимална плата од 600 евра? Бидејќи ние кажавме дека ќе префатиме сето она кое што ќе го договорат работодавачите и работниците. Сметаме дека економско-социјалниот совет не треба да биде користен како политичка арена за да можат одреден дел од синдикалците, можеби и од работодавачите, да креираат политички памфлети кои што ги пласираат во јавноста. Седнете, договорете се, ние се ќе прифатиме. Тука би кажал само два аргумента. Од прилика 18.000 работници во државната управа примаат минимална плата и тоа за нас не е никаков проблем да им ги покачиме минималните плати, односно платите колку што ќе се договорат овие два контрибутора на таа маса. Она кое што треба да го знаат, го помагаме и приватниот сектор преку 250 милиони евра ефтини средства, се што треба да направат е да седнат да се договорат. На крајот минималната плата се покачува со закон, ама најважно е таа да биде исплатена на работникот. Колку
колку ќе се договорат, ние ќе прифатиме. Нели е во можност влада и подготвена или собранието да нудат некакви решенија? Става Ако збор за голем број семејства. Се сложувам со вас, ако понудиме ние решение, тогаш не можеме да гарантираме дека работодавачите ќе ги исплатат, а работникот ќе ја прими таа плата. Законот си е закон. Бидејќи имавме такви негативни случаи во претходниот период кој што тоа се случуваше. Затоа ние кажавме, работниците имаат едно барање, работодавачите имаат друго барање, нека седнат, бидејќи надвор од економско-социјалниот совет, јас не гледам дека се случуваат преговори помеѓу синдикатите и работодавачите. Нека седнат, нека почнат со преговори, нека најдат решение, ние тоа решение одма ќе го поддржиме. Сакам малку да ја прашам за Safe City и за пакет закони. Денеска имаше во собрание еден закон Така, и да. има бурни реакции од синдикатите на полицајците, независните синдикати за тоа дали се намалува стажот, дали се намалуваат бенефициите, но за тоа ќе збориме покасно. Сакам да ја прашам дали вие верувате дека граѓаните веќе почнат да се адаптираат кон новиот систем? Па јас Според тоа што гледате? Јас живеам во Ѓорче Петров, ми требаше повеќе време него обично кога сум доаѓал во вашата ценета телевизија за гостување и гледам дека веќе навиките почнуваат да се менуваат. И ајде да не зборуваме за навики, да зборуваме за бројки. Во првите 15 дена од тест периодот на овој систем сме имале 0 жртви од Скопските улици од сообраќајни несреќи. За 20% имаме помалку на травматологија тешко хоспитализирани со повреди од сообраќајни несреќи и 20% повеќе пациенти кои што се можеби малку полесно повредени од сообраќајни несреќи на клиниката за травматологија. Ќе биде малку тешко да се навикнеме, човечки, кога имате вие промена на одредена култура, е навистина тешко да се навикнете, но затоа е добро зашто имавме тест период. Сметам дека овој систем кој што ќе се прошири на нивото на целата држава, ќе даде добар резултат. Дигитализацијата е секогаш добро во променување на некои навики, а потоа чинам дека и овој систем ќе треба да го прошириме и на другите дејности во нашето живење. Дали треба да се прилагодат казните и толеранцијата да се метне во законот, пошто најголемите поплаки од граѓаните се дека нема никаква толеранција, без разлика што е тест период. Точно, затоа во овој пакет закони кој што вие го споменавте, кој што во собранието од 6 закони 4 се донесоа, ја дадовме законската можност да маргината која што ќе биде на некаков начин пресметувана во брзината на движење да биде согласно Бирото за метеорологија и брзината на казнување да почне да се пресметува не од бројката која што е активна на патниот правец по кој што вие се движите, туку со маргината која што е дозволена за да се на некаков начин заобиколи или да се реши проблемот со она казнување за 51, 52, 53, така да и овој проблем со овие законски решенија е надминат и решен. Остануваат уште два закони. Така е. За еден од нив треба двотретинско мнозинство. Едниот е кривичниот. Дали се извинувам. Дали има преговори? Едниот е кривичниот законник кој што се носи со просто мнозинство од 61 пратеник, другиот е законот за прекршоци. Убаво сте истражиле, потребно е двотретинско мнозинство и практично тоа е законот кој што е платформа на сите овие други закони. Ако тој закон не се донесе, може и системот да не влезе во употреба од 1 февруари. Јас се надевам дека пратениците од опозицијата ќе го препознат моментот и ќе го поддржат. Да, точно има преговори и мислам дека ќе успееме да обезбедиме двотретинско мнозинство за овој закон. Очекувате ли да биде ова злоупотребена политички од страна на опозицијата? Па не би сакал да е така. Од проста причина што чинам дека сите политичари во оваа држава, дури и тие кои што дајат од опозицијата, видоа во овој систем шанса да го прошират и на други дејности и да си надминат и да си решат многу проблеми кои што ги имаат во секојдневното работење. Еве ќе ви дадам еден пример. Многу градоначалници дури од опозицијата планираат овој систем сами да го финансираат во своите општини, за да ги заштитат прво своите граѓани од диви депонии, а второ од уништувањето на јавните површини и од вандализмот кој што се случува на овие површини како детски градишта и така натака. Така да очекувам ова е еден голем проект, прв голем проект кој што ја внесува дигитализацијата на голема врата во нашата држава и ја чинам дека само ова ќе ги засили сите процеси да се дигитализираат и во наредниот период за да се решиме многу проблеми во Со тоа како што критикуваат во јавност набавката како што беше, начинот од како почна да работи, резервите што ги има секако дека не сакат или сакат да се прилагат од системот и со тоа дека со полна устав викат дека треба избори да има, треба пред време избори да има. Дали може Safe City, без разлика што беше до сега етнички прашања, економски прашања, историски прашања, дипломатски прашања и Safe City да биде во жаргонот на политичките партии од сегата? Па не верувам. Не верувам затоа што повторно ќе кажам гледам еден феномен на политичката сцена да политичарите или политичките партии кои што биле заложници на можеби некои вакви парадигми во минатото
да се потпрат силно на дигитализацијата, зашто дигитализацијата не познава разлики. Познава дали некој сторил прекршок или не сторил прекршок, без разлика во каква поделба можел да сваѓа од аспект на тоа како општеството гледа на поединецот. Така да очекувам веднаш што овој систем стапи на сила, да се сменат сообраќајните навики, а потоа веднаш да биде ова инсталирано и на сите други сфери во општеството и ќе видите како тоа може да се смени. Конкретно ќе ви дадам еден пример, јас бев изненаден кога министерот за дигитална трансформација кажа дека услугите кои што ги нудат од аспект на вадење на документи и дигитална комуникација помеѓу институциите е зголемен за 400%. Тоа доволно кажува во кој насока сакаат да се движат нашите граѓани. Доколку има една иницијатива до Уставен суд за закон за прекршоци, викаме, дали собранието ќе седи на страна да не го усвои законот, да чека што ќе вели Уставниот суд? Пошто има таму според правниците, секогаш се повикуваме на правниците, има таму неколку основи за да се оспори во Уставниот суд. Еден од нив е географска дискриминација, злоупотреба на личните податоци. Според правниците, викам. Па, знаете како има различни толкувања, но затоа ви кажувам дека во овие 6 закони многу голем дел од тие отворени прашања кои што ги имаа правниците ги надминавме. Ако дојде до таква ситуација да има иницијатива на Уставниот суд, ние одлуката на Уставниот суд ќе ја почитуваме, но до тогаш ќе направиме се за овој закон да го вметнеме во сила, бидејќи тука не треба да се гледа на начин на правничко надмудрување, туку треба да се гледа дека секој измина час е шанса да се спаси човечки живот. Ви благодарам за ваше време. Ви благодарам. Веден pas sigles riktehemi informacionet e tjera që ndroni me ne.